Во студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Последен ден од изборната кампања, кандидатите во битка да ја добијат довербата. Од полнок стартува изборниот молк. Полицијата со дронови ќе ги чува избирачките места. Обвинителството ќе работи со вонреден број дежурни обвинители на денот на изборите. Кривичен во целост го одобри и второто обвинение за Пулс. Собственикот на Агенцијата за обезбедување ќе одговара за тешки дела против општата сигурност. Контролорите на летање го откажаа штрајкот, ќе се жалат на одлуката од судот и ќе поднесат представка против судиката. Трамп и Путин договорија средба во Унгарија. Зеленски вечерва на нови разговори во Белата куќа. Овие вести во живо информираме за активностите на последниот ден од изборната кампања. Останете со нас. Последни часови од изборната кампања за локалните избори, политичките партии, но и независните кандидати ги користат и последните моменти за да ја добијат довербата и поддршката од граѓаните во недела. Денешните активности на кандидатите за градоначалници и советници ги следи колешката Миријана Давидовска. Имаме во живо во овие вести. Миријана, активен ден на терен, се користи секој последен момент. Да, буквално секоја минута, секој час го користат кандидатите за градоначалници, но и советници за во градската администрација на последниот ден од кампањата. Проблемите се за сите од нив познати, со кои што се соочува главниот град, а решенијата, можам слободно да кажам, и дека се слични, но во текот на денешниот ден сите овие кандидати, кои се 16 на број, избра за да ги представат клучните проекти и решенија кои што ги нудат за гласачите во главниот град. За неколку недели од денес овде во градската администрација во седиштето на градот Скопје, актуелната градоначалничка Арсовска ќе треба да предаде својата функција на оној кој што ќе го изберат граѓаните на град Скопје и кој што ќе раководи со главниот град во наредните 4 години. Во продолжение во извештајот ги слушаме сите нивни ветувања и проекти. На последниот ден од кампањата кандидатите за Скопје со слична порака масовно да излезат гласачите на избори. Ѓоргиевски очекува победа во првиот круг, ја побара поддршката од граѓаните за час поскоро да почне со работа за да воведе ред и да го врати, како што вели, сјајот на главниот град. Ставиме крај на сообраќајниот колапс со завршување на сите заостанати проекти, како клучните булевари и клучки Момин поток, Љубљанска, Асном, Борис Трајковски, подземната сообраќајница кај Лимак. Ќе изградиме и нови, како булеварите Хрватска и Цветан Димов. Ќе го решиме и паркирањето со нови катни и монтажни гаражи. Ќе му го вратиме зеленилото на градот со изградба на 4 нови мегапаркови: Вардариште, Расадник, Лепенец и кај булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Ќе спроведеме темелна реформа на јавните предпријатија за конечно да станат сервисни во служба на народот. Да се избориме за Скопје, порача кандидатката од СДСМ и ги повика граѓаните да ја дадат поддршката. Шукова порача се гледаме во вториот круг со јасен план за Скопје што повторно ќе дише. Повеќе зелени површини, нови паркови и ботаничка градина, чист Вардар и безбеден сообраќај. Имаме решенија и за најтешките проблеми за отпадот, за Дрисла и Вардариште. Со професионално управување, современи технологии и европски стандарди, Скопје конечно да стане чист и одржлив град. Сакаме град без урбан хаос, со пешачки зони, велосипедски патеки и јавен превоз што функционира. Скопје, каде што жените имаат поддршка, младите можности, децата забава и едукација, уметниците слобода, а предприемачите можности. Има надеж и Скопје може да биде повторно град на радоста, порача кандидатот од Левица. Мециновиќ се надева дека ќе влезе во вториот круг и вели има план како да ги зајакне капацитетите на јавните предпријатија. За нас јавниот превоз е социјално прашање на зачувување на животната средина и сметаме дека тоа треба да се санира што поскоро. Потоа борба со загадувањето на воздухот на повеќе фронтови, како што сум нагласил повеќе пати, досега градските власти само ги третирале симптомите, а не изворите на загадувањето. Изворите
на загадувањето се од различна природа, тоа е буквално од прашината која не се чисти од нашите улици, од инспекцијските служби кои не се окрупнети во склоп на град Скопје и не може да ја вршат својата работа. Ние нема да дозволиме приватизација на ниеден капацитет на град Скопје, на ниедна педа на град Скопје. Напротив, ние сметаме дека тие капацитети треба да се окрупнуваат. Скопје има шанса, на граѓаните им е потребен независен, стручен и чесен градоначалник, порача независниот кандидат професор Марковски. Скопје се гуши, тоне во смет, Скопје се суши. Само заедно можеме да му помогнеме на Скопје да излезе од оваа агонија. Затоа гласајте за независен, стручен и чесен градоначалник. Заокружете број 128. Скопје има шанса. Изборите и било кој од нас да го заземе местото градоначалник на Скопје, да се зафати со сериозна работа, за да можеме да го спасиме нашиот град. Последниот ден од кампањата, независниот кандидат Рашковиќ го посвети за младите уметници пред кои ја представи неговата програма. Ги установивме нивните проблеми. Генерален проблем е тоа што немаат младите каде да се произнесат. Значи, во сите државни институции аплицираат бирократија, документи и така натаму чекање. Затоа ние во нашата програма имаме предвидено и ќе го реализираме тоа неколку објекти урбани кои што ќе бидат некои од нив посебно изградени, некои адаптирани на веќе стари објекти, каде што ќе можат младите уметници да творат, да произведуваат уметност и секако поврзување со бизнис заедницата за да можат тоа да го уновчат, а на крај на краиштата и поврзување со меѓународни институции каде што ќе може да гостуваат и да ја пласираат културата на нашата држава. Во недела на избирачкото ливче пред гласачите од главниот град ќе се најдат 16 имиња на кандидати за градоначалници кои претендираат да менаџираат градската администрација во наредните 4 години. За Советот на град Скопје има 855 кандидати од независни листи и кандидати од политички партии. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Да, ги слушнавме ветувањата на кандидатите за градоначалници на Скопје, но мирина активности денеска има и сите останати. Да, Иван, предизвиците се големи, но не само за главниот град. Денешниот ден го користат кандидатите и за останатите скопски општини, но и останатите општини широм Македонија, вкупно 80, во кои што гласачите во недела ќе ги избират своите кои што ќе избираат градоначалници во сите останати 80 општини. Ги слушаме и нивните проекти и ветувања. Нашата визија е јасна. Нови детски градинки, уредени улици и зелени паркови, чист воздух, културен и спортски живот што ќе обедини заедницата, општина што ќе работи за граѓаните и со граѓаните. Тоа е аеродром каков што го заслужуваме. Во недела сите заедно да го закружиме бројот 5, затоа што секој глас е важен. Да излеземе масовно и да покажеме дека аеродром бара промени. Градиме трговски центар со забавен парк, нова димензија во животот на Прилеп. Прилеп заслужува нова енергија и нови можности. Денес најавувам проект што ќе внесе свеж дух во нашиот град. Изградба на современ трговски центар со забавен парк и паркинг простор во индустријската зона Металец. Ова е нешто што Прилеп досега го нема. Притиснати сме од сите страни. Овие импексел огромни блокови каде што се све нови фамилии кои што и малите зградички исто така не се за игнорирање, колку и да се мали, нели, нонстоп се градат на тие фински бараки. Тоа се све нови фамилии на истата инфраструктура, на истите улици, на истата канализација, на истиот водовод, на истите градинки и на истите основни училишта. Треба да фаќаш врски за да запишеш дете во градинка. Дали е тоа нормално? Сега се ветуваат истите работи. Зошто? Па веројатно затоа што не се реализирани програмите од пред 4 години. Излезете слободно, независно, самостојно, без оптеретување и гласите за нов избор, гласите за промена, гласите за градоначалничка која што е познат борец против корупција. Кога ќе ја победиме корупцијата, ќе имаме пари за се. Шајде се гради со нови урбани стандарди. Градиме нови улици, современо осветлување, нови канализации и безбедни тротоари во секој насока. Од Серовот на Зимова Трудовска поле Тишонска до центар Тротари. Во ЗЦД нова трансформација, големиот проект на обиколницата околу парк Шумата е Зимова. Нова сообраќајница ќе се поврзаш директно на селите на тази зона со другите селови. Во првите 100 дена
Чаир ќе биде исчистен од депониите, од џубрето, од улиците и парковите. Во првите 100 дена почнуваме изградба на нови паркиралишта и ќе воведеме ред во сообраќајот. Во првите 100 дена ќе ја искоренам корупцијата од нејзиниот трул корен. Мирјана, благодарам за овие информации. Во Централниот дневник ќе се вклучиме во живо и од централните митинзи на најголемите политички партии. Полицијата во целост ја гарантира безбедноста на граѓаните, а за поголема ефикасност на терен во недела најавува и употреба на дронови. Со засилени тимови ќе работи и обвинителството на денот на изборите, а отворена линија за пријавување на изборни неправилности отвори и канцеларијата на Народниот правобранител. Министерството за внатрешни работи покрај зголеменото полициско присуство во недела на избирачките места, како и на клучните крстосници, ќе има и дронови кои ќе го следат избирачкиот процес со цел навремено да се спречи било каков инцидент што би можел да го попречи демократскиот процес на гласање. Повикуваат граѓаните и политичките партии да придонесат за мирна и демократска атмосфера и да ги почитуваат упатствата на полициските службеници. Безбедноста на граѓаните ќе биде гарантирана со стандардните материјално-технички средства, мобилни тимови и пунктовско работење, а ќе се користи и современа технологија дронови за воздушна контрола со цел побрза реакција и превземање на соодветни мерки и активности во случај на инциденти. И во јавните обвинителства низ државата во недела ќе има вонреден број дежурни обвинители кои се задолжени да постапуваат со приоритет по сите евентуални пријави, информираат Скопското обвинителство. Јавното обвинителство формираше привремена комисија која и на изборниот ден, како и во предизборниот период, ќе продолжи да ги следи постапките во врска со евентуални кривични дела поврзани со изборниот процес. Канцеларијата на Народниот правобранител во неделот 7 до 19 часот ќе има отворено бесплатна телефонска линија на која што граѓаните ќе можат да пријават било каква повреда на избирачкото право, а ќе бидат отворени канцелариите во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип. Од полноќ почнува изборниот молк, утре ќе гласаат старите изнемуштени лица во домовите, како и затвореници и притвореници во затворите низ Македонија. Според избирачкиот список, право на глас има 2162 избирачи во притвор или затвор и 450 избирачи од домовите за стари лица. Право на глас на овие избори имаат 1.832.415 избирачи. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Каков резултат ќе значи победа за власта? Дали Скопје ќе добие градоначалник во првиот изборен круг? Како резултатите од локалните избори ќе влијаат на владината коалиција? Можна ли е деблокада на европските интеграции и како да се врати довербата во судството? Во тема на денот со лидерот на ВМРО-ДПМН и председател на владата Христијан Мицковски. Скопскиот кривичен суд попладнево информираше дека Советот за оценка во целост го одобрил и второто обвинение за случајот Плус. Тоа се однесува за сопственикот на Агенцијата за обезбедување на дискотеката во Кочани, кој согласно обвинението одговара за тешки дела против општата сигурност. За пожарот во Кочанската дискотека на обвинителна клупа ќе седне и сопственикот на Агенцијата за обезбедување Рубикон. Кривичниот суд информираше дека во целост го одобрил обвинението против Александар Нацев, кој се гони за тешки дела против општата сигурност. Советот за оценка на обвинителен акт, постапувајќи по дополнително обвинение поврзано со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, донесе решение со кое во целост го одобри актот. Формиран е кривично правен предмет кој согласно АКМИ системот е веќе распределен кај судија Билјана Смаќовска на понатамошно постапување, велат од кривичниот суд. Според обвинението, обезбедувањето на дискотеката работело под контрола на Нацев, кој пак, како што тврди обвинителството, не го почитувал законот за приватно обезбедување. И овој обвинет се товари за собствен особен придонес, бидејќи заедно со повеќе одговорни и службени лица за кои е веќе поднесен обвинителен акт, не постапил според прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа предизвикал опасност за животот и телото на луѓето, како и имотот од големи размери, се вели во обвинението против Нацев.
Дали тој ќе седне на истата обвинителна клупа со 37-мината обвинети, зависи од јавното обвинителство од каде треба да пристигне таквото барање. Првото судско рочиште за Кочанската трагедија закажано е за 19 ноември. Ќе им се суди на поранешни министри, градоначалници и собствениците. Според обвинителството, нивните пропусти биле причина за пожарот во кој загинаа 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 49.000 граѓани од ризичните групи се пријавиле за бесплатна вакцина, а Министерството за здравство набавило 80.000 дози. Идната недела треба да пристигнат и вакцините за сите останати граѓани. Денеска вакцина прими и Министерот за здравство. На 35 пункта низ државата втор ден како тече вакцинацијата против сезонски грип. За да избегнат компликации по здравието, по старите од 65 години и хронично болни, како и секоја година се првите кои ги полнат диспанзерите. Денеска во Гостивар во својство на министер беше вакциниран и Азир Алиу. Вакцинавме 80 лица. Сите граѓани кои што спаѓаат во категоријата над 65 години, исто така граѓани кои што се бремени жени, мали деца од 6 месеци до 5 години, но исто така здравствените работници и стари лица кои што се во старечките домови можат да се пријават на vakcinacija.mk, се со цел да можат да примат и да се превенира од сезонскиот грип. Годинава Министерството за здравство набави рекордни 80.000 вакцини кои се бесплатни за ризичните групи. И истите може да аплицираат на vakcinacija.mk. До сега на сајтот се пријавиле нешто повеќе од 49.000 граѓани. Наредната недела треба да стигнат и комерцијални вакцини кои ќе бидат во центри за јавно здравје, за граѓани кои не се пензионери, но и немаат хронични заболувања. Сања Димитровска, Сител телевизија. Откако преку медиумите дознале за судската одлука, контролорите на летање го откажаа штрајкот. Најавија дека ќе се жалат на одлуката од судот, но ќе поднесат и представка против судиката. Контролорите на летање нема да штрајкуваат во понеделник. Авиосообраќајот ќе се одвива нормално. Ова доаѓа откако граѓанскиот суд донесе решение со кое го забрани штрајкот најавен од струковиот синдикат. Судот утврдил дека штрајкот е незаконски, бидејќи не е спроведена задолжителна постапка за помирување. Не се наведени конкретни барања и се загрозува безбедноста на граѓаните, а може да се нанесе непоправлива штета во воздушниот сообраќај. Во одлуката се додава дека струковиот синдикат немал право да организира штрајк, бидејќи се води како подружница на независниот синдикат на сообраќај и врски. Од струковиот синдикат преку медиумите дознале дека се тужени од раководството на МНАФ. Првиот човек на синдикатот тврди дека не добиле покана за рочиште, кое требало да се одржи денеска, но е откажано. А решението дека им е забранет штрајкот е донесено вчера. Ништо официјално, нити од суд, нити покана, нити оставено некакво си пропратно на ливче кое што се остава за да се подигне некаков документ. Ја бев во меѓувременна работа, никој не ме ни извести дека нешто имало за се подигне од негдека, така да ние ќе побараме и камери, нели, да се види дали сето тоа е запазено, дали навистина некој бил на работа, дали оставил нешто за нас и зашто не сме го добиле тоа. Постапката за помирување е завршена уште во 2023, вели Тасевски. Подпишана била и спогодба, но тој тврди дека е закочена и не се почитува. Рече дека барањата им се исти, а меѓу нив има и основни услови за работа. Едно од барањата беше и да се реши проблемот со вода, каде што се дешава да со денови немаме вода на работа и да мора вработените да идат или во аеродромот ТАФ или да отидеме во Петровец како најблиска некоја локација по локалните кафани за да можеме да отидеме да извршиме нужда. Синдикатот најави дека ќе обжалат одлуката и ќе бараат да се одржи рочиште. Ќе поднесат и представка до судскиот совет за судијката која го донела решението. МНАФ летово објави дека работи на доекипирање со кадри, имплементација на нови технологии, како и замена на старата опрема и реорганизација. Мартин Арсов, Сител телевизија. Итна обнова и реставрација на спомен куќата на Владо Малевски и одговорност за уривањето најавија надлежните од Министерството за култура. Тврдат дека одобрението за градежни работи било издадено спротивно на закон и веќе било поништено. Одговорност за уривањето на дел од спомен куќата на Владо Малевски, која представува заштитено културно наследство, мора да има.
Заменик министерот за правда Деребан истакна дека одобрението е издадено спротивно на законот за градење. Веднаш после рушењето истото од страна на градоначалникот Мерко е поништено, а до управата за заштита на културното наследство не бил доставен соодветниот проект. Ги повикувам Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство да ги обезбедат сите овие материјални докази од проекти до издавање на одобрение за градење, затоа што тука има сомнеж за сторени повеќе кривични дела, покрај кривично дело бесправно градење, кривично дело и уништување и рушење на објект недвижен имот прогласен за културно наследство, за кое што во кривичниот законник е предвидена казна затвор од 3 до 10 години, но и други кривични дела. Министерот за култура и туризам Лјутков од Струга најави на обнова и реставрација со цел да се зачува нејзиниот автентичен изглед. Како министер за култура и туризам најостро ги осудувам овие дејствија и секое неодговорно постапување што доведува уништување или загрозување на заштитени објекти. Културното наследство е непроценливо богатство кое не смееме да го загрозуваме од небрежност, од несовесност или од краткорочни интереси. Оно што сакам сега овде пред сите посебно да го истакнаме дека веднаш ќе започнеме со проект за обнова и реставрација на спомен куќата на Владо Малевски. Инаку вчера градежните инспектори го затворија градилиштето, а од страна на Министерството за внатрешни работи најавија кривична пријава за оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Смарт МК 2030 е националната стратегија за дигитален развој. Овој документ предвидува интернет пристап по пониски цени, дигитален идентитет, како и примена на вештачката интелигенција. Нашата цел е секое домакинство и секоја институција да имаат пристап до гигабитна мрежа и 5G поврзаност по достапни цени. Со тоа ќе се затвори дигиталниот јаз меѓу градските и руралните средини и ќе се создадат услови за еднаков пристап до дигитални услуги и знаење. Во партнерство со приватниот сектор ќе се поттикнат инвестиции во оптички мрежи, центри за податоци и платформи за облак, што ќе биде основа за поголема интероперабилност, безбедност и дигитална доверба. До 2030 година најмалку 70% од населението ќе има основни дигитални вештини, а образовниот систем ќе подготвува најмалку 1000 нови ИКТ експерти годишно. Секој граѓанин ќе има единствен дигитален идентитет и електронски паричник со можност за интеграција со Европскиот дигитален паричник.